Во градот кој е препознатлив по своето типично наречие, официјално се менуваат правилата. Недостиг на соодветни аргументи за дебата, за да се спречи на тамошното говорење, не баре сите зборуваат чист и литературен македонски јазик. Се забранува употребата на јазикот по кој ова место и тие луѓе се прочуени. Ве слушам, па и некои колешки колеги зборат дека што све се направило овој Кумановце, се жал. Ако почнемо на Кумановски, да ви кажа, ако работите како што работите моментално на Бајрам Шабани, каде се смее пола град. Кумановскиот диалект не е службена седица, значи одозуви се примерно и не зема избор. Фактот дека не е проблем формата на обраќањето, туку неговата содржина се покажува низ едноставни примери. Прагот на толеранција на председателката кон довчерашните сопартици е толку ниско поставен, што не трпи никакви вербални екзибиции. Само што работите и зашто сте компетентни, да стиснете кумот или кумашина да ги лапаат 500.000 евра. Ништо друго не работите. Да, не можам да се исклучам, не сум завршил. Ама не сум завршил, сакам да повторам она што го реков. Зошто да се исклучам? Зашто се исклучам? Значи, доколку би имала систем да ве мутирам, 100% би ве мутирала, затоа велам по вас да се исклучите. Причината за таквото пламнување се бара во некаква психичка состојба под влијание на жешката есен, но председателката тврди дека ништо не може да ја запали или да ја ги растрепери душата и срцето, како непочитувањето на деловникот. Колешка, јас не знам кој е возбуден толку на оваа седница. Ние не сме, јас не се чувствувам некој возбудена многу. Единствено што ме возбудува е тоа што излегувате од дневен ред. А кога станува збор за дневниот ред, темата е прилично едноставна. На Куманово му треба градинка. Таа е предвидена со унгарскиот кредит да се гради на зелен рид. Ама има сомнежи дека нешто не е во ред. Како е можно ревизијата да не сака два пати да го потпише овој проект, а вие велите одлично е сработен. Еве, јавно прашувам, зошто ревидентите одбиваат два пати да потпишат и како е можно така не потпишан од ревидентите да биде пратен во Министерство за финансии овој проект на финансирање. Вистинска среќа е што се има вистински одговор за сите вистински дилеми. Не потпишале вистинските архитекти, ама во нивно име тоа го сторил вистинскиот директор. Да ми прави на мои проекти ревизија некое дете запослено пред 2 години. Затоа директорот на јавното предпријатие ја презема одговорноста и со него се договоривме и разбравме, затоа што младите инженери во Прилеп кои добиле овластување за ревизија со 3 референции не сакаат да преземат одговорност, најверојатно поради немање доволно на искуство. И на крајот, во таква ситуација, нормално е хормоните да мируваат. Колешка, јас не знам кој е возбуден толку на оваа седница. Ние не сме, јас не се чувствувам некој возбудена многу. Никој не ни очекува да го лазат морници, ама па ни да биде до толку кул. Оти гласи потпис, не се само одраз на согласност, туку формален акт на одговорност.